Добар ден и добре дојдовте. Вие сте заедно со емисијата 24 од срце на телевизија 24 вести. Јас ве поздравувам и ви благодарам за тоа што сте и денеска заедно со нас и ќе бидете, се надевам, до крајот на емисијата заедно со темата која што ја одбравме токму на истата денеска да разговараме и да дискутираме со моите денешни гости. Имено во текот на минатата недела, поточно на 24 јуни петок, се случи пресконференција на која што Националната алијанса за ретки болести на Македонија се обрати до целокупната јавност и беа споменати сите точки, односно проблеми со кои што се соочуваат лицата со ретки болести во Македонија. Токму ова ќе биде наша денешна тема, а мои денешни гости се Верче Јовановска-Јанковска и Сашко Ризов. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдовме. Благодариме што не поканивте. На самиот почеток малку повеќе информации за самата Национална алијанса за ретки болести, за незината програма, за начинот на кој што функционира и за сето тоа што се залага. Па така, да. Националната алијанса за ретки болести беше основана пред 2 години со цел на 14 на здруженија за ретки болести се обединија помеѓу себе со цел да го дигнат малце повеќе гласот за ретките болести во Република Македонија. Истата таа година, кога беше основана алијансата, да кажеме, почна и преговори, значи, со Министерството за здравство и од минатата година, значи, усвоена една програма за ретки болести, односно практично преку акцизата за цигари, од кај што по 1 денар од сека продадена кутија на цигари беше издвојувана во програмата за ретки болести, со што од 2015 година пациентите, значи, околу 13 на диагнози и околу 100 со кои што беа опфатени, нели, и 150 пациенти првпат добија терапија која што до тогаш ја немаа добиена. Значи тоа беше еден огромен чекор напред за нас како пациенти со ретки болести. Меѓутоа во петокот имавме, значи, пресконференција која што беше иницирана од Сдруженијето на пулмонарна хипертензија и во која што беа кажани, значи, сите проблеми кои што ние како пациенти со ретки болести се уште се соочуваме и преговорите со Министерството за здравство се надеваме дека ќе продолжат во една позитивна насока како што и до сега беа, значи, за да се овозможи напредување на третманот на пациентите со ретки болести. Па така, значи, имаме проблеми со новодиагностицираните пациенти, значи тие проблеми се генерално за сите диагнози. Едноставно во тој регистар кој што беше почнат да се формира, овие пациенти не се влезени. Сега имате, значи, вие диагнози во кои што пациентите добиваат терапија, но само оние кои што биле диагностицирани до моментот на формирањето на регистарот. Пациентите кои што доаѓаат отпосла немаат како да се регистрираат и на тој начин се дискриминирани, значи не ја примаат соодветната терапија. Понатака имавме проблеми со количини, значи количини за лекови за болести, значи за ретки болести, па се случува пациенти од внатрешноста, на пример, доаѓаат во Скопје да ја примат терапијата и тука им се кажува, нема терапија за вас денеска, значи враќате се нас, што во суштина не би требало да се случува. Понатака имавме проблеми, значи, со лош квалитет на лековите. Тоа се случи со пациентите со ГОШЕ кои што веќе 2 месеци не ја примаат соодветната терапија. Значи виалите, односно поради паралелниот увоз, лек кој што беше доведен од Турција, буквално лекот им гелираше. Значи само благодарение на искуството на медицинскиот персонал кој што знае дека лекот треба да биде, нели, безбедна бистра течност, на пациентот не му беше администриран таков лек. Значи овие пациенти беше повлечена количината и овие пациенти фактички 2 месеци се веќе без терапија. Понатака проблем е администрацијата на лекот. Значи единствен центар за кој што може да се администрира лекот ние Скопје. Во Скопје имате состојби кај што едноставно не може пациентот да патува со одредена состојба, да патува до Скопје за да го приме лекот. Објасните малку подетално зошто? Конкретно, да, конкретно, еве, на пример, за хередитарниот ангиодем е таква ситуацијата. Тој се манифестира со појава на утоци кои што може да го загрозат животот. И сега што се случува? Пациентот добива така наречен напад, значи почнува утокот, се става во кола или во автобус, зависно како има, и тргнува на пат. Значи додека он да стаса до Скопје, веќе болеста земала толку голем замав да фактички терапијата ја прима за џабе пациентот, затоа што или во шокова состојба или не дај Боже во животот загрозувачка состојба. Значи секаде во светот за овие состојби, исто така и состојбата со ГОШЕ, дозволени се пациентите да си ги имаат виалите дома. Значи дали пациентот ќе го земе или нема да го земе лекот, зависи од него, односно од неговата потреба. Со самото тоа што пациентот го има лекот дома, кај него стресот е помал, значи не треба да патува, не треба да се јавува на клиника да праша го има
или го нема лекот, едноставно си го има дома и во случај на потреба или сам доколку е обучен за тој доколку сака, или во најблиската амбуланта, значи соодветно медицинско лице му го администрира истиот лек. Понатака, значи тема на која што повеќе сакаме денеска да се задржиме е комбинираната терапија, значи конкретно кај пациентите со пулмонарна хипертензија имаат проблем што само еден лек фактички кој што и не е соодветен за таа состојба им се дава на овие пациенти. Ние веќе имавме пациенти значи со фатален исход од оваа диагноза и се надеваме имаме пациенти со во критична состојба што се надеваме дека нема таква состојба да ни се случи, затоа и како алијанса застануваме еве за конкретно за оваа диагноза за да изреагираме бидејќи имаме навистина критична ситуација тука. Ќе дадам збор и на господинот Сашко, малку повеќе да позборува за здруженијето од кое доаѓа, односно асоциацијата, за каков тип на пациенти всушност се залага. Значи, јас сум представник на Асоциацијата за пулмонална хипертензија, значи лица заболени со белодробна хипертензија, еден од основачите и подпредседател. Посебно денес доаѓам и во име на Ѓурѓица Ќаева. Она е пациент која е во тешка здравствена состојба, животозагрозувачка. Вака, самиот збор пулмонална хипертензија укажува дека е зголемен притисокот во крвните садови кои излегуваат од срцето и носат крв во белите дробови. Нормално ако треба до 25 мм живин столб да изнесува притисокот, кај некои пациентите, поточно кај Ѓурѓица е преку 120 мм живин столб, значи негде 5,5 до 6 пати зголемен. Со самото тоа се оптеретува и срцето, страдаат белите дробови и крајен исход доколку нема терапија, соодветна правилна комбинирана терапија е негативен смртен исход. Веќе за жал изгубивме двајца членови, се бориме за комбинирана терапија да не се повтори, да не се случи истото со Ѓурѓица. Во моментов сакам да ве прашам колку регистрирани пациенти има? Во моментов имаме 7 регистрирани пациенти, од кои се двајца во потешка состојба, посебно Ѓурѓица Ќаева. Добро. 5 се уште пациенти немаат ни лек добиено. Всушност проблемот е дека лек за оваа болест во Македонија не постои. Значи во регистрот за лекови нема лек за пулмонална хипертензија, бидејќи единствениот лек кој овие пациенти го примаат, силденафил, во Македонија во регистраторот за лекови е заведен како лек за еректилна дисфункција. Значи лек за пулмонална хипертензија не постои. Има протоколи, значи за лечење на оваа болест и се состои протоколот од комбинирана терапија. Лекови од различни групи се комбинираат со тоа што се овозможува на овие пациенти да дишат, нормално да функционираат, да не бидат под наводници хендикепирани, да не бидат врзани за кревет, за апаратот за дишење, туку нормално да придонесуваат за општеството, да не бидат натовар на општеството. Да разјасниме малку повеќе и за гледачите, станува збор за вродена состојба или состојба која подоцна се стекнува? Стекната состојба најчесто е идиопатска, непозната причина. Се случува да кај овие пациенти е диагностицирана како примарна, значи овде е лоциран проблемот, таа може да биде и од други причини добиена болеста. Се карактеризира тоа што пациентите немаат здив, се борат за здив, модри устни, уште ја викат и болест на модри устни, замор. Со текот на време се оптеретува срцето, се зголемува десното срце и понатаму последиците се. Тука и спонтано следува прашањето како се случува, мислам на кој ниво е диагностицирањето? Дали може да речеме, еве според овие случаи кои што ги имаме, да била многу порано диагностицирана, а не е таков случајот, или од што тоа зависи, еве вие да ни појасните? Значи во Македонија нема центар за диагностицирање на пулмонална хипертензија и апелираме до надлежните институции да се формира ваков центар, да се опреми и да се прати кадар за устручување за навремена диагноза, бидејќи што покасно се диагностицира, последиците по штетата на организмот се поголеми. Ќе се вратиме сега повторно на оно што се случуваше на пресконференцијата, малку повеќе за деталите и за сите точки и проблеми кои што токму таму ги потенциравте. Претпоставувам се и врзани со оно што како вовет ни го кажавте, меѓутоа еве доближете ни како сето тоа изгледаше. Така, еве диагностицирањето беше спомнато за пулмонарна хипертензија, значи тоа генерално важи за сите ретки болести, значи кога состојбата е ретка, многу тешко успева да се препознае дека навистина станува збор за ретка состојба која што во светот дури може многу
окей да се менаџира, значи многу успешно да се менаџира, меѓутоа на временото дијагностицирање е многу битно. Да не ни се случува еве како што е тоа на пример во Вилсоновата болест, значи тука на временото дијагностицирање е круцијално, таму терапијата е релативно едноставна затоа што се пијат таблетки, меѓутоа дијагностицирањето доколку на време не се дијагностицира може да доведе до фатален исход како што ние за жал имавме во историјата. Значи во Македонија и еве сега исто имаме детенца во критична состојба кој што окей дијагностициране, меѓутоа дијагностицирана девојчето и сега е во моментов е во критична состојба однесено во Италија, значи на трансплантација на црн дроб. Така што исто така сакам да ги споменам и ретките ракови. Значи ретките ракови не се влезени во програма за ретки болести, не се влезени за жал во програма за ракови на Министерство за здравство и некако ни остануваат како состојба која што на ниеден начин не е третирана во Македонија. Понатака исто сакаме значи ортопедски помагала, суплементи да им се овозможат на пациентите кои што ја имаат таа потреба, лични асистенти на пациентите кои што имаат потежок хендикеп, затоа што доколку пациентот има потежок хендикеп, тоа не значи дека не е функционален за општеството, значи може да извршува одредени функции, исто важи за останатите пациенти со ретки болести, значи потребна е некогаш многу малца за да тие пациенти се направат корисен дел на општеството, нели? Да бидат социјално корисни, да си ги извршуваат работните, фамилиарните обврски најнормално за да може да бидат и тие самите да се почувствуваат корисно и на тој начин да им се зголеми квалитетот на животот, да им се подобри квалитетот на животот. Сакам да ве прашам малку повеќе да ни доближите како изгледаат луѓето кои што имаат оваа ретка болест, односно како изгледа нивното секојдневие, дали можат нормално да ги вршат своите и семејни и работни обврски, дали има разлика помеѓу нив, значи дали постојат пациенти кои што можат, пациенти кои што не можат, малку доближите него нивното секојдневие. Како се носат со оваа состојба? Состојбата на болните зависи од степенот на нивната болест. Обично пациентите што се во потешка состојба се врзани за кислороден концентратор, значи тоа е машина за да дишат кислород. Бидејќи паѓа нивото на кислород во крвта, отежното е дишењето, се замараат, некогаш не можат да одат ни до ВЦ. Значи не можат да станат наутро, да се измијат, а да не зборуваме за домашните оврски. Затоа беше апелот и цела ова иницијатива, значи да се дозволи на товар на фондот лекови, комбинирана терапија, за да полесно овие пациенти се вклучат во секојдневниот живот, да можат да бидат интегрален дел од општеството. Значи, не се бара пари за донација. Значи, никој не бара пари. Значи, на товар на фондот да се воведе комбинирана терапија. Инаку, пациентите можат со навремена дијагноза, значи да се спречат последиците по нивното здравје и со комбинирана терапија, со успех можат полека да се ресоциализират, да се вратат на нормалните оврски. Какви се вашите информации за ваквите лица надвор од нашите граници? Како изгледа тоа, да речеме, во Европа, во другиве земји? Како функционираат? Дали оваа комбинирана терапија која што споменувате, знаете за случаеви и за земји каде што функционира и каде што токму овие лица веќе може да бидат имплементирани подобро во општеството и да вршат секакви дејности? Значи, ние како Алијанса за пулмонална хипертензија сме членови на Светската асоциација за пулмонална хипертензија и контактираме и одржуваме контакти со државите од соседството. Имаме добри контакти со Сдруженијето на пулмонална хипертензија од Бугарија и од Србија. Кај нив проблемот е решен со тоа што е воведена оваа комбинирана терапија, има широка палета на лекови и од различни групи на лекови на товар на фондот и доколку организмот не реагира на таа терапија, кај нив, например, еве за пациентите од Бугарија, на товар на фондот не е решение, не е ниту лек, трансплантација на бели дробови и срце, што се врши исклучиво во центарот во Виена. Меѓутоа тоа е се на товар на фондот на Министерството за здравство на соодветните држави. Како една навистина голема олеснителна околност за овие лица. Меѓутоа кај нас е борбата за комбиниран лек. Ние се надеваме дека нема да стасаме до трансплантација, значи борбата е да се стаса до терапија за да овој момент значи го да не дојдеме до толку нели. Да не се дојде до таа ситуација. Тука ќе направиме кратка пауза. Сите значи гледачи знаат дека во вториот дел има шанса и самите да се вклучат во денешната тема, така што одиме со кратка пауза и се враќаме во студиото.
Black Up. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Ние сме назад во студиото на 24 од СРЦ. Моите денешни гости се представници од Националната алијанса за ретки болести. Говориме за проблемите со кои што се соочуваат овие лица, а нормално алијансата е таа која што застанува во сите овие ситуации позадини, секако за да се обезбедат подобри услови во секоја смисла на тој збор. Од овој момент се отворени сите телефонски линии и ние ги очекуваме вашите јавувања, секако доколку се поврзани со денешната тема. Одиме понатаму, би сакала во овој момент да позборуваме за сите оние предлози поврзани со проблемите кои што ги имаат овие лица, а вие ги дадовте во текот на пресконференцијата, практично како еден ваш апел и начин како би се решиле проблемите, еве кажете ни ги сега за сите наши гледачи. Значи, ние проблемот со новодиагностицирани пациенти апелираме, значи да се забрза постапката на регистрација на нови пациенти преку еден ефикасен процес во Министерството за здравство за да брзо се регистрира пациентот, но и за да веднаш ја прими соодветната терапија, бидејќи никој од овие терапии се живото загрозувачки и за многу кратко време може да дојде до фатален исход доколку пациентот не ја прими на време на својата терапија. Значи тендерите течат многу споро, значи за овие состојби, тендерите доколку течат споро, треба да се предвиди кога ќе заврши еден тендер веднаш тоа да се почне со следниот, за да нема период од застој на примање на терапијата и тој застој, на пример, кај некои состојби беше од 1 до 3 месеци, за да пациентите не бидат повторно изложени, значи на прекин на терапијата и на тој начин повторно ги доведуваме во една живото загрозувачка состојба. Понатака ние предлагаме да како пациенти со ретки болести, нормално, зависно од соодветниот едукативен бекграунд на пациентот, да бидат присутни во комисиите за ретки болести, во кои што секако како пациенти кои што 24/7 се соочуваат со оваа состојба, имаат одредени познавања за одредени состојби, покрај тоа што ние не сме лекари, сепак да бидеме присутни во моментите во тие комисии кога се дискутира за нашата состојба, бидејќи на крај за нашите животи станува збор. Сепак личното искуство и тоа што лично на човек му се случува, предпоставувам треба да биде значи секаде во светот побарано. Апелот е слушајте ги пациентите со ретки болести, бидејќи тие почесто од вас се соочуваат со својата состојба. Понатака во однос на администрацијата на лекови, значи ако имаме една светско искуство дека домашниот третман, значи кога пациентот си има вијалата дома, дава позитивен исход во смисла на менаџирање на болеста, зашто тој третман да го немаат и пациентите во Македонија, за да на никој начин се чувствуваат побезбедни кога си го имаат лекот дома. Значи неколку предлози дадовме, тоа беше доставено значи до Министерството за здравство, верувам дека ќе најде на позитивен одговор и исход. Овие наши предлози кои што би сакале да ги дискутираме со Министерството и да видиме начини на кои што може да се подобри состојбата нели за овие пациенти. Сашко, кажите ми вие што станува со ова што е во текот на целава емисија го дискутираме, значи промена, подобрување, подобра терапија, што се однесува до вашите пациенти, како се одвиваат сите процеси околу подобрување на условите на вашите пациенти? Вака, ние како асоциација се обративме до сите надлежни институции, значи апелирам до координираност во работата. Значи дадовме барање, чекаме состанок во Министерството за здравство и министерот, во кабинетот за ретки болести, Комисијата за ретки болести, во Бирото за лекови, Агенцијата за лекови и во Фондот за здравство. Значи дадовме барање и до клиниката за кардиологија. Значи проблемот е овде лоциран, тука е застојот, бидејќи потребно ни е позитивно мислење за секој пациент болен со пулмонарна хипертензија за терапија, посебно за комбинирана терапија. Без тоа мнение сите останати институции си им се врзани рацете. Значи проблемот е лоциран на клиниката за кардиологија. Така, пред малку имав стигнал дека имаме гледач, дали се уште ни е гледачот на линија? Имаме гледач или не? Предпоставувам дека... Добар ден. Јас ве слушам, вие сте во програма, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Јавувам од Врчани. Мене ми викаат дека имам астма. Не е астма. Викаат белодробно заболување, користам постер, повеќе пати не ми помага. Има денови кога можам да летам,
а има денови кај што умирам, не може да позема кислород. Што треба и кај треба јас да одам? Ви благодарам за вашето јавување. Сепак излегува во одредена мера од нашата тема заради тоа што немаме представници доктори денес во нашата емисија. Меѓутоа еве, дали би дале некаков совет за господинот, претпоставам дека треба да оди на прегледи за да може да се дијагностицира дали има некаков проблем. Па би требало да се обрати на кај матичниот лекар, да биде упатен на клиника за кардиологија. Инаку за да се утврди дали која дијагноза треба, значи да се направат испитувања, а за пулмонална хипертензија е десно, значи златен стандард за дијагноза е десно срцева катетеризација. Така, се надевам дека е задоволен сепак од одговорот. Навремено дијагностицирање и навремен лек, Секогаш значи живот. Значи, ние во една од целите на нашата алијанса имаме поставено и зголемување на познавањата на стручната јавност, значи освен на јавната свест подигнување на стручната свест за овие состојби. Затоа што имате вие многу состојби каде што едноставно има лошо дијагностицирање, односно мисдијагностицирање, погрешно дијагностицирање. Таков е случајот и претпоставувам можеби за овој пациент, но има и други состојби каде што самата симптоматологија на болеста налага, на пример, и кај хередитарниот ангиодем појава на едем. Значи, појава на едем имате и во алергија, значи многу често овие пациенти можат да бидат третирани сосема погрешно со антиалергени кои што се апсолутно никаков одговор немаат во овој третман. И не им помага. Понатака кога се случува нападот, да кажеме, на абдомен, односно на стомак, може да биде пропретен со силни повраќања, со силни диареи и на крај дехидратација, што сугерира можеби на труење, можеби на апендицитис. Значи имаме пациенти на кои што им беа направени хируршки третмани и вадење на слепото црево, затоа што беа мисдијагностицирани, а фактички станува збор за сосема друга ретка состојба. Ние би сакале и во Македонија да се зголеми малце повеќе стручната свест за овие состојби, значи да и самите доктори, и матичните доктори, како што Сашко спомна, да виднеш кога ќе го види пациентот може да препознае за каква состојба станува збор, бидејќи тие не се нели пример на здравствена заштита. Така. Дали имаме можеби втор гледач на линија? Да. Добар ден. Да. Во програмата ве слушам, повелете. Добро утро. Поздрав до вас, зборувајте, ве слушаме, секако сте во програма. Да. Поздрав до вас. Се работи за ретка болест на моторниот неврон. Се води по шифрена дијагноза МКБ 10 АМГ 12.2. Не е навремена терапијата дадена и се јава сушење на едната рака и на почеток на другата. Пациентот лежеше во државно дијагностицирана ова ретка болест и не е дадена навремена терапија и сега има пак настој на терапијата. Работи за тој мој братуче. Ако тоа беше се, ви благодарам за вклучувањето, за тоа што учествувавте во емисијата. Имаме уште еден гледач, ќе дадеме шанса. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Се слушаме, да, во програма сте, повелете. Работи за една ретка болест, трансверзален миелит. Тоа е всушност воспаление на ребетниот мозг, на ребетниот столб. И тоа исто така е ретка болест. Јас се лекувам во државна клиника. И да кажеме дека за лекарства месечно се даваат околу 6.500-7.000 денари. Ништо не е признаено на товар на фондот, значи се си е на свој ред. Јас не сум од Скопје, од провинција, и не познавам никој, да кажем, со мојата болест, никој од Македонија. Значи, докторите ми вика има 30-40 луѓе од Македонија, но нема со кој да се запознам, да разговарам, да си разменам мислење. Да, секако дека ќе... Баш ме интересира дали гостите имат слушнато и дали познаваат пациент. Па ако може и во инбокс да се остави бројот некој пациент, нели, по мој број да се разменува мислење. Кои се од ваша страна да има тема, имаше пред неколку недели за мултисклероза се зборуваше. Па ако може и за ова трансверзален миелит, нели? Така, како би добиле повеќе информации. Да, ве разбрав. На работен мозок, читам само од интернет, си преведувам и тоа е тоа. Така.
Ви благодарам на вистина за јавувањето и за ова што го дадовте како предлог. Ќе кажеме најнапред како господијата да стапи во контакт со вас и да добие можност да биде дел од оваа алијанса. Претпоставувам дека најнапред треба да се разбере за каков проблем, за какво заболување станува збор, меѓутоа сепак претпоставувам и полесно е кога имате поддршка и имате со кого да се консултирате, како би ве упатил, како да се однесувате со истата, нели? Така, да, па едно од главните проблеми за ретките болести е што генерално кога човекот се соочува дека има ретка болест, мисли дека е сам единствен на светот, како што и пациентката сама кажа. Значи затоа ние се обединивме во оваа национална алијанса токму да ги идентификуваме овие пациенти и овие проблеми, бидејќи има многу состојби каде што се 1 до 2 пациенти во Македонија. Значи слободно јас мојот контакт ќе ви го оставам во ќе биде во режија, така да, значи можете да ме исконтактирате и лично, можете да пратите мејл на ретки болести maјмунче@gmail.com или на нашата Facebook страна на РБМ, значи Национална алијанса за ретки болести на Република Македонија, каде што ние секојдневно значи добиваме пораки на пациенти со одредени дијагнози и пробуваме да ги прво да ги обединиме значи меѓу себе соодветната дијагноза, а доколку не постои такво нешто, значи да ги идентификуваме потребите за да тие влезат во нашите евентуални барања на Министерството за здравство. Значи ја замолувам пациентката во најскоро време нека не контактира за да можеме да видиме што понатака. Јас конкретно немам слушната за оваа дијагноза, така што не знам дали постои пациент со оваа состојба, но се надеваме секако ќе најдеме некој што знае, така што начин да се помогне, нели, да и каде да се упати. Така да. Што се однесува до претходниот гледач, навистина слабо го слушавме, меѓутоа од тоа што можев да го слушнам, повторно проблем што се однесува до терапијата, така? До терапијата, да, јас мислам дека не го кажа името на дијагнозата, ја кажа шифрата на дијагнозата, така што и ве апелу до нејза, нека ни се обрати на мејл, значи за која дијагноза станува збор, за да повторно можеме нели да видиме што тука може да се направи. Постојано го споменуваме раното дијагностицирање и правилното. Би сакала да дадете еден коментар според искуството, секако не сме тука никого конкретно да плукаме или да омаловажуваме, најмалку тоа. Меѓутоа, една глобална слика до каде е нашата стручна јавност, односно лекарите, кога станува збор за можноста и обученоста во доволна мера да може да ги познаат и да ги дијагностицираат овие болести. Видете, секако зависи од лекар до лекар. Еве, например, јас имав среќата во раните 80-ти години да бидам дијагностицирана на свој 6 години, затоа што тогаш имаше еден доктор Дејанов, еве, постхумно нели да му се заблагодарам, затоа што човекот многу рано ја припозна мојата состојба, фактички јас бев дијагностицирана многу рано, дури и многу порано од светскиот тренд на дијагностицирање на оваа состојба. Но секако простор во Македонија за зголемување на стручната едукација и свест за овие состојби има огромен, затоа што многу често докторите, значи оние од примерната здравствена заштита, воопшто не се обучени да можат да препознаат било која ретка состојба. Затоа и ние ги правиме овие активности како алијанса. Ние во април месец имавме едукација, значи на која што беа присутни околу 250 доктори и студенти по медицина кои што исто така ни се битни бидејќи тие се иднината, нели? На кој што беше дискутирано за 9 состојби, значи за 9 дијагнози, за да малце повеќе подигнеме стручната свест за овие состојби. Така, претпоставуваме е неопходно. Сакам малку и тука некаде при крајот за позитивните страни на постоењето и делувањето на оваа алијанса да прокоментираме. Еве вие конкретно како здружение, од моментот кога сте се регистрирале и кога сте станале дел, дали можете да зборувате и за во одредена мера некои подобрувања, па макар и за проширување на свеста кај целата јавност кога станува збор за ваквата. Значи ние како Асоциација за пулмонална хипертензија правиме трибини, правиме значи се за да се подигне свеста кај населението дека не треба да се срамат ако имаат некое заболување, значи навремено пријавување на лекар, навремена дијагноза, значи живот. Имавме по повод светскиот ден за белодробна хипертензија, за пулмонална хипертензија, тоа беше 5 мај, организираме глобален настан заедно со Алијансата за ретки болести. Они ни се сите здруженија гости. Така да од таа страна има значи за подигање на свеста кај населението за болеста, меѓутоа неопходно и државата да се вклучи со едукација на персонал, значи на лекари, на тим кој ќе работи за дијагностицирање на пулмонална хипертензија, опремување на таков центар,
и нормална апаратура. Да, еве кажете ни вие малку подетално, бидејќи Вирче одговори, тоа беше и моето претходно прашање, конкретно со овие пациенти каква е состојбата, кога треба и да се дијагностицира, понатаму да се третира? Да, во случајот со една од пациентките на нашите лица, Ѓоргица Ќаева, она беше дијагностицирана во клиниката Филип II и во медицински центар во Белград, значи и се правеше катетеризација и таму се дијагностицира болеста. Без катетеризација, значи не доаѓа предвид да се земе во обзир дијагнозата или ставање на листа за терапија. Можеме ли да кажеме еве во рамките на алијансата дека одредени дијагнози можеби подобро стојат на сите овие прашања кога станува збор дијагностицирање па и лекување, а наспроти тоа имаме такви каде што ситуацијата е доста послаба. Може да направиме некоја паралела? Не мора да набројуваме, може општо нели да ни кажете каква е ситуација. Многу е голема ширеноликоста во ретките болести. Значи многу се различни состојбите, многу се различни потребите, меѓутоа одредени работи се заеднички. Ние затоа и се здруживме како Алијанса за ретки болести, но и секој поединечно си функционираме како здружение за да ја зголемуваме свесноста за одредена дијагноза, но и генерално свесноста за ретките болести. Кога станува збор за ретка болест, значи малку ја има, а пациентите се соочени со стигматизација од општеството, многу често ја кријат состојбата, многу често се кријат дури од сопственото семејство, затоа што се плашат дали утре ќе успеат да пронедат партнер, дали во работната средина ќе бидат прифатени. Ние еве како одредени пациенти, јас за себе можам да кажам дека сум имала среќата да бидам прифатена и од семејството на мојот супруг и од мојата работна средина да бидам прифатена како лице со ретка болест. Меѓутоа тоа не значи дека секаде во Македонија е таква состојбата. Затоа и како Алијанса се здружуваме за да малце таа стигматизација врзана со ретките болести ја поткренеме на едно повисоко ниво. И на крајот на денот тоа се луѓе кои што си сакаат нели да имаат квалитетен живот, да бидат среќни. Некогаш самите пациенти имаат тешкотија со себе си да ја прифатат болеста, значи да прифатат дека се болни и дека им е потребна помош. Па еве има и такви случаи, нели како што се гледачката вели, не знае докаде можеби зашто станува збор, меѓутоа претпоставувам дека еве на овој начин допринесуваат и тука да се зголеми таа свест. Значи секој пред се сам према себе да реагира навремено за потоа полесно нели да може со сето ова да се справи. Интернет веб-сайтовите, значи на организациите, слободно може да не контактират, оставени се телефонски броеви, мејлови, така да отворени сме за соработка. За соработка со сите. Имав уште едно прашање, тоа го спомена еден од гледачите, дека терапијата која што требал да прима тој или некој негов близок е навистина скапа и можеби претпоставувам дел од овие пациенти и не можат да си ја приуштат. Е сега за овој проблем? Еве, например, во нашиот случај за лицата заболени со пулмонална хипертензија, лековите се навистина скапи, почнувајќи од примарниот лек, силденафилот, да не зборуваме за лековите од другите категории, што мора да се земат како комбинирана терапија, значи страшно се скапи лековите и затоа се остава на државата апел да помогне да се стават на фондот, значи на товар на фондот за здравство, на позитивната листа, бидејќи некој не може ни основната терапија да се приушти. Скапа е. Меѓутоа, целта е да се добие лек и само лек, ништо повише, не е целта донации, бидејќи донациите, парите не се решение, утре што ќе правиме кога ќе се истрошат. Треба да биде ова едно долготрајно решение, да. Комуникација меѓу институциите и забрзување на процесот, бидејќи никоја болест не го трпи одувлекувањето. Значи поимот време не постои. Навистина треба во највозможен тендер. Да. Времето е за заокружување на разговорот, до кои се практично институции целото ова апелирање се однесува? Значи, каде вие, да речам, најефикасно и најбрзо го гледате решението, на кој начин да дојде до побрзо решавање на сите овие прашања и проблеми? Сепак не е само една точка, туку се навистина повеќе. Значи, главната институција за ова е Министерството за здравство, во чијшто рамки и програмата за ретки болести, понатака е секако клиниките, значи здравствените работници, лекарите кои што ги третираат овие состојби, значи да бидат малце повеќе вклучени во проблематиката, да ги пратат и светските протоколи како треба овие болести да се третираат, за да и пациентите имаат една навистина убава соработка, бидејќи кога сте пациент имате потешкоти, значи вие сте во една неблагодарна ситуација, но и на лекарите кои што па немаат терапија за своите пациенти секако не им е лесно, така што да има една заедничка отворена соработка за да можеме да ги надминуваме проблемите на ретките.
Јас навистина ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Среќна сум што 24 од се срце може да учествува пред се во зголемување на свесноста кога стануваат збор ретките болести. Се надевам дека повторно ќе гостувате и се надевам дека во следното гостување ќе видиме и дел од позитивните резултати. Ќе се фалиме малку. Да. Благодарим. Благодариме за поканата. Почитувани гледачи, тука и вам ви се заблагодарувам за вниманието. Ви посакувам убав остаток од денот. Наредното 24 од се срце е веќе утре. До тогаш, довидување.